Гнев и револт кај граѓаните по одлуката на владата да се ограничи влезот за невакцинираните во угостителските објекти. Реагираат дека ваквата одлука е дискриминирачка и оти ги крши основните човекови права. Најавуваат протест на 15 август, точно напладне пред собрание, каде ќе бараат мерката да биде повлечена. А зошто дозволивте гастарбајтерите да дојдат без никаков доказ за вакцинација или негативен ПСР, да изнаправат свадби и други веселби и пак да се вратиме на почеток? Сега удри по народот, кој слепо ги прати сите мерки од самиот старт. Вакцината на сила е фашистички чин. Вакцинацијата не е задолжителна, туку доброволна. Толку незнаење и непрофесионалност немам видено, а со новата забрана за движење на невакцинирани луѓе се прекршува уставното право на секој човек. Дека мерките кои ги таргетираат невакцинираните се дискриминирачки предупредува и епидемиологот Драган Даниловски, кој алармира дека ваквата одлука на владата ќе предизвика уште подлабоки поделби и притисоци. За Даниловски, мерката нема никаква епидемиолошка смисла. Тој вели дека со доминантниот делта сој студиите укажуваат дека ефикасноста на вакцините е значително намалена на 36% кај вакцинираните со една доза, односно 64% кај оние кои примиле 2 дози на Pfizer. Ако земеме предвид дека кај нас преку 70% од вакцинираните се со кинеските вакцини, можеме само да замислиме колкава им е заштитата на вакцинираните само со една доза, алармира докторот Даниловски. Ако потврдите се замислени со нив да се направи притисок за вакцинирање, тоа веќе нема смисла. И да се вакцинираат поголем број, полната заштита со Синовак ќе ја добијат после 9 недели. 3 недели меѓу двете дози, плюс 6 недели после втората доза, додека почнат антитела да се формираат. Значи, тоа сега не е приоритет. Сега треба да биде приоритет израмнување на епидемиската крива преку рестриктивни мерки на места каде што е најголем интензитетот на ширење на вирусот. Свадбите, веселбите, угостителските објекти, обложувалниците, јавниот сообраќај. Од Министерството за здравство пак се правдаат дека рестрикции за невакцинираните имало и во други западноевропски земји. Данска, Австрија и Унгарија беа меѓу првите земји кои во март оваа година воведоа здравствени сертификати, а вакви мерки се актуелни и во Португалија и Ирска, додека во Луксембург вакциналниот сертификат е задолжителен и при влез во маркетите. Но во овие земји веќе има и масовни антивакцинални протести. Во меѓувреме, во Македонија на располагање на граѓаните за имунизација со прва доза им се 200.000 вакцини, или 80.000 на Синовак, 50.000 на AstraZeneca и 70.000 на Pfizer. Дополнителни количини на Pfizer пристигнуваат секој понеделник по околу 30.000 дози. Од Министерството нема одговор што се случи со 200.000 дози на руските вакцини Спутник В, кои беа порачани директно од производителот, но никогаш не пристигнаа во Македонија.